Ве поздравувам и денес и ви посакувам срдечно добре дојде со вашата здрава навика Фактор здравје. Добро дојдовте и денеска и затоа предлагам веднаш да ви ги откриам деталите за денешната емисија. Истражувањата докажаа и клиничките студии ширум светот реферираат дека болестите на тироидната жлезда се многу чести во последниве децении. Она што треба да се знае и да се земе во предвид е фактот дека тироидните заболувања за жал почесто како инциденца ја имаат жената или женскиот пол наспроти мажите. Иако таа има тежина од 20 до 30 грама, тироидната жлезда е најголемата жлезда со внатрешно лачење кај човекот. Одговорна е за создавање на хормоните тироксин и триот тиронин. Овие хормони влијаат на целокупниот метаболизам и на енергетските процеси во организмот кај човекот. Нарушувањето во нејзината функција може да има сериозни последици врз здравјето. Болестите кои што се многу губрени на оваа жлезда можат да бидат морфолошки и функционални. Јазли, нодуси како и хипо и хипертироидизам се дел од заболувањата кои што како што споменав се почести кај жените во однос 7:1 во однос на мажите. Токму тироидната жлезда и денеска е во центарот на нашето и ваше, верувам, внимание со темата која што ќе ви ја представам, како и гостинката со која што исто така и вие ќе може во продолжение да комуницирате во Фактор здравје. Туморите на тироидната жлезда исто така се патологија или болести кои што се многу чести и за кои што денеска ќе се осврнеме во Фактор здравје со посебен акцент на малигните заболувања или ракот на тироидната жлезда. За сите овие аспекти денеска во Фактор здравје од своето богато научно и клиничко искуство аспекти ќе ви презентираме преку разговорот со асистент доктор Наташа Толеска-Димитровска, специјалист по торакална хирургија од јавната здравствена установа Универзитетска клиника по торакална хирургија, дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Добар ден, добро дојдовте докторке. Какво е чувството и како сте вие и тимот на клиниката? Благодарам за поканата. Добро, после овој втор бран или трет бран на ковид. Многу подобро. Да, благодарам што денеска сте во Фактор здравје. Предлагам да ги видиме блокот реклами и пауза по која што уште еднаш ве поканувам да останете со темата и секако доколку имате интерес слободно да ни се јавите во продолжение. Уште еднаш ве поздравувам во името на тимот од Фактор здравје и ви посакувам добре дојде со денешната тема тумори на тироидна жлезда. Деталите од денешната тема ќе потсетам ќе ги разговараме со асистент доктор Наташа Толеска-Димитровска, специјалист по торакална хирургија. Како вовет на оваа емисија би сакал само да дадеме аспект дали овие тумори за кои што денеска зборуваме се бенигни или малигни, односно добро и лошо карактерни, колку се чести во вашата клиничка пракса? Промените во тироидната жлезда, значи во најголем процент се бенигни и се однесуваат на мултинодозна струма, на фокуси на тироидит и на солитарни цисти. Мал процент, значи помалку од 1% од сите заболувања на тироидна жлезда опаѓаат на малигните тумори или карциномите на тироидната жлезда. Имаме веќе некого на линија, ќе продолжиме. Очигледен е интересот од некого. Добро утро или добар ден, дали ме слушате? Ало, дали сте на линија? Добар ден уште еднаш. Ке се обидам уште еднаш, дали ме слушате, дали сте на линија, доколку не ве поканувам на 60911925 и 60911924. Рековте дека во најголем број од случаите туморите на тироидната жлезда се бенигни, односно добро карактерни. Колку се тие чести и она што треба да се знае, кои се причините, дали има точно детерминирани кои што ги предизвикуваат овие промени? Постојат, значи, ендемски подрачја каде што се јавуваат тие, да кажам, заболувања, бенигните или таа гуша, позната меѓу народот во одредени ендемски подрачја, исто и многу се почести кај женската популација и кај некоја, да кажам, генетскиот фактор исто има големо влијание. Она што е важно кога зборуваме за овие бенигни промени, кажавте дека тие се почести во однос на малигните, кои делови од тироидната жлезда се најчесто зафатени, во кои подрачја? Со оглед дека е многу мала, но сепак таа има два лобуса, нели, поделена на два дела. Во зависност, значи, каде се јавуваат, да кажам, фокусите на, ако зборуваме за некое воспалително како што е тироидитот или солитарна циста, нема некоја, да кажам, прецизност за локализација, сепак се работи за многу мал орган, така да
зафатеност на двата лобуси, на истмусот, тоа е средишниот дел или мостот што ги поврзува тие двата лобуси. Значи таму може да се јави. Да. Да земеме во предвид дека и тироидната жлезда како жлезда нели ја обработуваат мултидисциплинарно и колегите по нуклеарна медицина, ендокринолозите се исто така вклучени и вие, торакалните хирурзи кои што ја работите хирургијата, пред да зборуваме за тој дел, пред да зборуваме за малигните промени, колку овие бенигни промени остануваат на тоа ниво? Имаат ли потенцијал да малигнизираат или тие остануваат како такви? Некои од нив заради појавата на атипични зони или атипични клетки може со тек на време да малигнизираат. Затоа е многу важно да се следат тие промени и кога би се диагностицирала некоја, да кажам, малигно заболување, тогаш најдобро е хируршки да се третира. Пред да дојдеме до хирургијата, бидејќи зборуваме за малигните промени кои што рековте помалку од 1% се присутни, но прашањето ќе го формулирам подоцна. Имаме некого на линија. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање, господине? Се работи за черка ми, има Хашимото од натироидната жлезда. Добра. Ако може докторката нешто да ми појасни пошироко. Значи, општо, немате нешто конкретно прашање. Благодарам за вашиот интерес. Да. Хашимото представува воспалително или тироидит на воспалително заболување на тироидната жлезда, со тоа што најчесто го следат ендокринолозите и патофизиолозите. Потребни се чести контроли, соодветна терапија и во некои, да кажам, одредени случаи треба да се хируршки да се интервенира. Тука станува збор за функционално пореметување, чинам, на тироидната жлезда. Да, функционално пореметување на тироидната жлезда, затоа е многу важно, многу е важна тоа следење, тие чести контроли кај патофизиолог или ендокринолог. Да. Ќе се навратиме на овој момент да го префрлиме разговорот, односно да дадеме акцент на тие малигни тумори, односно малигнитети на тироидната жлезда, што е она што треба да се земе во предвид пред се во однос на етиологијата, кажавте, патогенезата, односно развојот на ова заболување. Како и за, да кажам, за сите заболувања на тироидната жлезда, така и малигните почести кај женска популација имаат генетска предиспозиција и многу се чести кај пациенти кои претходно добиле зрачна терапија во предел на вратот или на главата. Од тие, да кажам, најчест тип е папиларниот, кој е околу 80% од вкупниот број на карциноми на тироидна жлезда, папиларниот после него, значи тие се диференцирани и има недиференцирани, тоа е анапластичниот карцином кој има многу лоша прогноза и медуларниот како посебен ентитет. Кога зборуваме за овие карциноми, секогаш е интересно да се спомене од каква структура, од какви клетки се создадени токму овие малигни клетки, односно дали се од самата жлезда или потекнуваат од друго потекло? Значи примарни, а исто така може да бидат и секундарни во смисла како метастатски депозити во тироидната жлезда заради постоење на некој малиген лимфом или метастази од претходно малигни заболувања на бели дробови или коски. Го споменавте зрачењето во пределот на вратната регија. Кои се другите причини за појава на овие малигни промени на тироидната жлезда? И кај кои лица се најчести? Најчесто кај женска популација и оние што имаат генетска предиспозиција. Затоа кај оние пациенти каде што имаат генетска предиспозиција за појава или некој во нивното семејство појава на медуларен карцином, еве конкретно, да го земам медуларниот карцином како пример, во некои центри ширум светот се препорачува да се направи тироидектомија, тоест да се отстрани тироидната жлезда пред да се диагностицира како превенција, пред да се диагностицира медуларен карцином. Пред да дојдеме до диагностиката и терапевските модалитети, дали има клиничка слика, симптоматологија, еве, медуларниот го споменавте или папиларниот, другите типови на карциноми? Клиничката слика би кажала дека е некарактеристична, може да се појави како оток во вратот, потешкотија при голтање, губење или менување на гласот исто така и може да се напипаат или палпираат, значи лимфни јазли во пределот на вратот. И тогаш треба да размислиме дека може се работи за некое заболување на тироидната жлезда. Дали ова заболување има начин да се открие во некоја рана фаза за да прогностички биде подобро?
со генетски испитувања и со чести контроли кај патофизиолог и ендокринолог. Да подсетам дека асистент доктор Наташа Толеска-Димитровска, специјалист по торакална хирургија, е денешна ваша и моја гостинка во Фактор здравје. Неа и тимот можете да ги најдете и да закажете термин како за оваа патологија или болести за кои што зборуваме, така и за останатите кои што ги покрива торакалната и васкуларната хирургија во јавната здравствена установа, Универзитетска клиника по торакална и васкуларна хирургија, дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Кога веќе споминавте клиничката слика и одредувањето во некоја почетна фаза или напредна кога има симптоматологија, дали тоа значи по процедура и протокол веднаш јавување кај вас торакалните хирурзи или потребно е матичен лекар секундарно ниво и потоа терцијерно? Се започнува матичен лекар, па интернист, патофизиолог или ендокринолог, кои ја прават главната диагностика на испитувањата, значи на тироидната жлезда, за какво заболување се работи и се разбира биопсијата кои тие ја изведуваат, исто така и компјутерска томографија на вратна регија со контраст, најдобро ако се работи за особено за малигномна или карцином на тироидната жлезда, за да може да се детектира дали постојат зголемени лимфни јазли во предел на вратот. Кои се тогаш индикациите за хируршка интервенција? Еве, кажавме, кои се тие диагностички процедури кога тој циклус или таа рамка од испитување ќе се затвори, кои се индикациите за да се препорача хируршка интервенција? Ако се работи за малигном, се разбира дека се препорачува и хируршки третман. И целта е да се отстрани тироидната жлезда, а пациентите значи пост или целата или скоро целата, тоа е викаме ние near total тироидектомија, за пациентите постоперативно да примаат доживотен третман со заместител на хормонска терапија. Да, ќе продолжиме во вториот дел од Фактор здравје повеќе во однос на хирургијата и постоперативното опоравување. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Вие останете со Фактор здравје и деталите од денешната тема кои што ќе следуваат по најавената пауза за реклами. Во името на тимот од Фактор здравје, уште еднаш ве поздравувам и ви посакувам добре дојде во вториот дел од емисијата. Денешна тема, кон која што и вие исто така сте добродојдени да дискутирате преку ваши јавувања, е насловена тумори на тироидна жлезда. 60919225 и 60919224 отворени се за ваши јавувања, прашања, споделување на искуства или во крајна линија повторно да не поздравите и секако да ни кажете како сте и како се чувствувате. Она што денеска ви го нудиме во однос на темата ќе го реализираме преку разговорот кој што ќе го продолжиме со асистент доктор Наташа Толеска-Димитровска, специјалист по торакална хирургија од јавната здравствена установа Универзитетска клиника по торакална и васкуларна хирургија, дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Кажавте дека фоликуларниот, чинам дека карцином е папиларниот, се извинувам, најчест во однос на карциномите на тироидната жлезда. Каква е диагностичката процедура? Објаснивте кога ќе се даде индикацијата. Претпоставувам дека и тоа го индицираат колегите ендокринолози или патофизиолози. Што следува потоа со овие пациенти? По нивните испитувања, биопсијата, кога тогаш би се верифицирало дека се работи за малигно заболување, ги праќаат пациентите на нашата клиника, каде што значи ние се договараме со пациентите за хируршки третман. Идејата, значи целта на хируршкиот третман е да се отстрани целосно тироидната жлезда или скоро целосно тироидната жлезда, што значи ако не е отстранета целосно тироидната жлезда, треба да се остави мал дел, обично на места кои се недостапни или кои би направиле поголема штета ако се отстрани тој дел. Блиску до паратироидните жлезди, може исто до нервот за рекурентниот ларингеален нерв, да се остави мало ткиво, кој што постоперативно, исто така колегите на патофизиологија и на онкологија би го третирале со радиоактивен јод. Кажавте дека кога се прави ваква радикална операција или отстранување на тироидната жлезда, дали во предвид се земе и степенот, односно нивото на развој на оваа малигна болест? Бидејќи како податок сигурно е важен за вас хирурзите. Да, заради тоа претходно правиме
претходно правиме компјутерска томографија на вратна регија со контраст да видиме дали некои од локорегионалните жлезди се зафатени. Ако се зафатени, тогаш се прави и лимфна дисекција на вратот и да кажам за среќа во Македонија таа дијагностика и моментот од дијагностицирање до операција не е толку долг. И обично тие промени се или случајно се дијагностицираат или со редовни контроли пациентите на, да кажам, на контролите се верифицира таа малигна неоплазма. Бидејќи овие промени кажавте дека не се случуваат преку ноќ, но од вашето искуство, дали од моментот на индикација веднаш ургентно или промптно треба да се оперира или сепак не се тоа толку ургентни интервенции за да се расшири таа малигна болест? Не се толку ургентни операции да треба да се оперираат, да кажам, во краток временски период, значи недела, не од денес две, за утре, три, например. Да. Имаме некого на линија, благодарам за разбирањето. Добар ден. Добро утро. Добро утро, нека биде господја. Добро дојдовте во Фактор здравје. Кое е вашето прашање? Моето прашање е сега на тоа што сите предавања ги слушам, ги пракам на телевизија. Само едно, никој пат не е поставено ова питање. Добро. За инконтиненцијата на жените. Дали Па го... ако може да се постави еден ден. Ја се извинувам, може ли уште еднаш да го повторите прашањето? Технички не ве слушаме. Инконтиненцијата кај жените. Стрес инконтиненцијата. Добро. Инконтиненција. Да. Тоа е неволното мокрење кај жените. За оваа тема токму сме зборувале, еве и јавно да кажам. Да. Има толку предавања, толку реклами дадоа за машкиот пол, а за жените уопште не се непомнато. Да, токму за оваа тема сме зборувале со доктор Стомнаровска, се сеќавам добро, но еве во некоја следна прилика ќе ја поставиме и оваа тема повторно со оглед на актуелноста и моментот, бидејќи тоа се јавува чинам кај жените след менопаузата, нели, кај повозрастната популација. Благодарам за интересот ваш и за вашата сугестија. Сакав уште нешто да дополните во однос на интервенцијата, дали промптно или ургентно треба да се направи или може и да се почека? Може да се почека, не е тоа некоја интервенција што треба во краток временски рок да може да се направи. Да се изведе. Да. Кога веќе зборуваме и кога индикацијата е поставена за хируршката интервенција, каква е предоперативната подготовка на овие пациенти во смисла има ли контраиндикација, некоја група на пациенти која што не е операбилна? Ако пациентите имаат далечни метастази, се работи за напреднат, да кажам, тип на карцином или пациентите имаат бројни коморбидитети кои не би ги го издржале хируршкиот третман, а исто и анестезијата. Затоа тоа е мултидисциплинарен пристап и вклучува матичен лекар, интернист, патофизиолог, ендокринолог, за време на третманот хирург и анестезиолог, за постоперативно онколог и патофизиолог или ендокринолог. Да. И сега да влеземе во сала, би рекол вака сликовито да објасниме што е она што вие како торакален хирург таму работите, колку вие интервенции се сложени и изискуваат време во однос на нивната реализација. Какво е вашето искуство? Со оглед дека секој пациент е индивидуален, но сепак едно ваше видување, бидејќи имате искуство, вие јавно уште еднаш ќе потсетам Кина, Турција, Македонија. Видете, секој пациент точно индивидуален, секој хируршки третман е индивидуален и ние не можеме предоперативно да одредиме колку би траела таа интервенција. Сепак се работи за интервенција и за хируршки третман на орган кој е во вратна регија, да кажам, каде што има многу витални органи, да кажам, крвни структури, кои можат за време на интервенцијата, нерви исто така, кои можат за време на интервенцијата да се повредат. Така да не може да се врземе за хируршкиот третман колку би траел тој. Но во однос на сложеноста и она што го работите, кажавте дека најчесто комплексна интервенција. Да, комплексна, значи васкуларен дел, рековте и гласните жици се тука, многу структури поминуваат, што е она што треба да се знае кога правите, рековте најчесто радикална операција, односно отстранување на тироидната жлезда.
кога се прави радикална тироидектомија или тотална тироидектомија, треба да се отстрани целата тироидна жлезда и заради тоа што самиот третман постоперативен би бил многу полесен за пациентот, за да не остане тироидно ткиво кое што после тоа треба пациентот да добива во неколку наврати радиоактивен јод. Зашто радиоактивниот јод кај пациенти постоперативно се дава за да се уништат оние остаточни тироидни клетки, да кажам, или тироидно ткиво кое што не можело да се отстрани за време на хируршката интервенција. Кога зборуваме за оваа малигна болест, уште каква е тироидата, каков е нејзиниот изглед, дали е многу зголемена, потечена, во која насока најмногу се јавува, односно во кој предел, или може да бидат зафатени двата лобуса? Во зависност, тие се обично солитарни промени, и во зависност, значи, од моментот на диагностика, може да кажеме дали е таа промена голема или мала, но обично заради, како што кажав претходно, заради честите контроли, обично и за среќа тие се солитарни промени или солитарни нодуси во тироидната жлезда. Тоа значи дека полесни се за решавање на некој начин. Како и да е, треба да се отстрани цела тироидна жлезда. Да. Тоа што е важно да се земе во предвид, дали овие пациенти и во овие пандемиски услови, бидејќи оперирате, имате ваква патологија, треба хоспитализација пред самата интервенција? Пред самата интервенција треба хоспитализација заради анестезиолошкиот преглед и дополнителни испитувања предоперативни кои ние ги правиме на клиниката и последниот ден е најчесто хируршкиот третман. Какви се овие интервенции во смисла на обем? Дали се минимално инвазивни или некогаш се отворени? Какви техники применувате на клиниката? Со коларна инцизија, тоа значи инцизија или рез на база на вратот, за сега. Значи влегувате тука и тоа се решава. Да, и се пристапува до тироидната жлезда. Да. Кога интервенцијата или тој технички дел ќе заврши, што постоперативно се случува кај овие пациенти? Постоперативно се следат пациентите, дали има некои, дали можеле да се јават некои компликации, значи, и после тоа пациентите најчесто во првите 48 часа, вториот постоперативен ден се испишуваат. Значи нема долга хоспитализација. Нема долга хоспитализација. Зборувам за оние пациенти каде што не би се јавиле компликации. Да. Кај оние пациенти каде што би се јавиле некои компликации, престојот во болница е малку подолг. Мислите на овие компликации постоперативно или во текот на самата интервенција ако се појават? Во текот на самата интервенција може да се јават, значи, компликации, но тие би се решиле интраоперативно, значи во време на самата... Во самиот акт. Да, во самиот акт, во самиот оперативен третман, а постоперативно во зависност од хирушката, во зависност од компликацијата, дали треба хирушки да се третира, дали треба само конзервативно симптоматски со терапија, од тоа зависи продолжувањето на болничкиот престој. И уште еден аспект во однос на интервенцијата, кога веќе се прави таква радикална интервенција, одстранување на тироидната жлезда, дали таа повторно се обсервира понатаму за да се реферира во однос на хистопатолошки дополнителен некој наод кој што би ви бил значаен за во иднина? Кога ја отстрануваме тироидната жлезда, ја испраќаме на патохистолошка верификација, на исследување на Институтот за патологија, кои што даваат детален опис на промената макроскопски и микроскопски. Да, благодарам. И уште две јавувања чинам дека имаме во овој следен блок. Добар ден до првото. Ало, добар ден, господја. Добар ден. Одлично ве слушаме. Кое е вашето прашање? Може да прашамо за полипи Добро. на грло. Добро. Дали можат тие да се како тероридна жлезда или не е ништо тој? Нема врска тероридна жлезда со полипи. Да, нема врска, значи ви кажа докторката, тоа претпоставувам колегите од ОРЛ го работат полипите на грло. Благодарам за интересот, господјо. Следното јавување слушнавте, на некој начин го изгубивме, но ве поканувам повторно да се јавите на 6091-924 и 6091-925. Користам прилика тука сега да ги апострофираме, односно да ги назначиме оние аспекти во однос на постоперативното закрепнување или рековалесценција на овие пациенти. Во каква состојба се тие после таа радикална операција? Пациентите се во добра, најчесто
се во добра да кажам општа состојба, штом ги испишуваме во вториот постоперативен ден. Добро. После неколку недели пациентите продолжуваат со својата контрола кај ендокринолог или кај патофизиолог. За да се измери нивото на хормони, да се види дали има остаточно ткиво од, да кажам, од тироидната жлезда, за да се знае и да се одреди понатамошниот третман. Зашто пациентите што имаат тотална тироидектомија, доживотно примаат заместителна терапија за тироидни хормони. Оние кои што ги ствара тироидната и кои што нормално се потребни за метаболизмот и општото здравје. Еве го следното јавување, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, добро дојдовте. И тетка Славица од Косани, поздрав до тебе и до гостинката. Благодарам. Многу изгледат 20-та. Благодарам. Јави се да ве поздравам Добре. и да ја пратам гостинката. Пење убава. Немам тироидна жлезда, бев на ехо преглед петена недела и рече ми докторо, има две творчиња. Едното е 16 мм, едното е 9. И ја да проверам со крв. Провериме со крвта, нема ништо негативен е резултатот, а јас сега не чувствувам срцебиење или потење или нешто, само како парци ми стоят тука дека е тироидната жлезда и се ме тера да подкашлувам и како бългамија и се мислам дека нешто ми стоят тука и не можам да го прегнам никако, една година има сигурно. Казаваме дека сигурно немам тироидна жлезда. Шо понатаму твоите гостинки ќе ме советува? Добро, благодарам. Тетка Славица, така се представивте. Благодарам господјо и за комплиментот и за интересот да се јавите и повторно да ни се јавите, еве ве поканувам. Дали е јасно, дали каже господјата одстранета е тироидната жлезда? Мали чворчиња има? Не од странета. Туку нема. Нема тироидна во смисла, јас сватив дека во смисла нема проблеми со тироидната жлезда, зашто сепак има две промени кои што се со димензии 9 мм и 16 мм. Сепак би препорачала консултација со патофизиолог за евентуален нуклеарен скен, да се види дали тие промени, дали тие чворови се топли или ладни, одат во прилог на бенигно или на малигно заболување и ако има потреба да се направи биопсија и секако следење на тие промени. Значи тие може и никогаш да не малигнизираат. Може. Не значи по автоматизам. Дали се топли или студени, рековте, така? Да, во зависност од нивната конзистенција, да кажам. Од нивниот состав, од тоа ќе зависи дали тие би малигнизирали или не. Да, благодарам за овој одговор и уште сакам да ве прашам, рековте кај оние лица кај кои што тотално или одстранета е целата тироидна жлезда треба доживотно да примаат заместителна или дополнителна терапија, дали тоа значи дека квалитетот на живот, општата здравствена состојба е добра кај овие лица? Да. Здравствената состојба кај пациенти после хируршка интервенција на малигномна тироидна жлезда е најчесто добра, зашто се работи за карцином кој што има над 90% преживување по 20 години од самиот хируршки третман. Се работи за малигно заболување кое што со адекватен третман има многу добра прогноза понатаму. Значи зборуваме за конечно излекување кај овие лица. Дали тоа значи и жените кои што се во фаза на своја репродукција или не оствариле свое потомство, а немаат тироидна жлезда, одстранета е заради оваа малигна болест, може да планираат семејство? Може. Значи нема никаков проблем во таа насока. Да подсетиме само уште еден аспект, кога рековте дека малигната болест на тироидната жлезда може да биде примарна или секундарна, како последица на некои метастази од други органи, дали овој малигном може да малигнизира, односно да даде и далечни метастази? Може да даде. И кои органи ги зафаќа? Бели дробови, мозок, најчесто, околните лимфни жлезди. Но тоа е предпоставувам во некоја напредна фаза. Да, во многу напредна фаза. Да, и имаме уште едно јавување на линија. Добар ден. Ало, добар ден, зборувајте. Добар ден, сакам да ја прашам докторката што значи ладен, а што топол
Шо објаснуваш? Да, благодарам за вашиот интерес, тоа и јас сакав да го прашам. Убаво прашање. На нуклеарен скен кој што се изведува на Институтот за нуклеарна медицина и патофизиологија се прави скен на тироидната жлезда каде што може да се верифицираат промените и најчесто се класифицираат како топли јазли или ладни јазли. Како топли јазли се најчесто бенигните заболувања, тоа се цисти, некои нодуси, кои што најмногу одат во прилог за бенигни формации на тироидната жлезда. И не бараат хирургија, сигурно. Да, само чести контроли. А од друга страна, ладниот јазол оди во прилог најчесто за малигном. И тој бара најчесто нормално и хируршки до интервенции. диференцијација, до диагностика и најчесто хируршки третман. Да, и ги споменавте уште колегите онколози од клиниката за онкологија и радиотерапија, во кои случаи се препорачува терапијата да продолжи, односно лекувањето после хируршката интервенција со ваков тип на терапија? Пациентите во договор постоперативно со патофизиолозите се упатуваат на онкологија каде што ја примаат таа доза на радиоактивен иод. Значи, дали тоа ќе биде единечна доза на радиоактивен иод, за да се уништат, како што и кажав предходно, останатите малигни клетки од малигното заболување на веќе диагностицираното малигно заболување на тироидната жлезда. Да. И го имаме, чинам дека и последното јавување за денес во Фактор здравје. Добар ден. Добар ден. Вие сте наред, господјо, ве слушаме со вашето прашање. Поставете го. Ако може да прашам, зашто на мужа ми грлото се составља како да се состави и го гуши? Ало? Да, ве слушаме. Грлото гуши, рековте? Се гуши. Добро. И се составја се и не може воздух да земе. Добро. Не може да дише. Дали го Предходно доволно? Да. иследувана, испитувана ли е? Сте правеле некои испитувања, некои проверки на тироидната жлезда? Се исклучи господјата. Сепак, значи... Да, јас би советувала консултација со оториноларинголог и се разбира консултација со патофизиолог или ендокринолог за следење или за диагностика дали тој проблем потекнува од тироидната жлезда или не. Да. И моето последно прашање се однесува на фактот, рековте, во 90% од случаите постоперативно преживувањето е некаде 20 на години и конечно се излекува оваа малигна болест. Индолентен карцином, што би рекле американците. Да. Дали постои сепак моето последно прашање можност тој да рецидивира, да се повтори во некој случај? Во случај ако остане остаточно ткиво кое што не може да се отстрани или да се уништи со радиоактивен иод, може да се јави рецидив на тоа ткиво. Да. На крај дали остана можеби нешто што вие сакате да упатите како порака или некој апел, а јас можеби не ве прашав? Само сакам да останат сите во добро здравје и ако имаат било какви проблеми со тироидната жлезда, па да кажам слушателите може слободно да се консултираат со својот матичен лекар кој понатаму би ги испратил кај интернист, па потоа кај патофизиолог или ендокринолог. Или кај вас хирурзите, тоа е последната нели инстанца или алтернатива. Да, предпоследна, последни се не последни се сепак ендокринолозите или патофизиолозите, зашто тие до крај доживотно ги следат пациентите заради нивната доживотна терапија. Да, ви благодарам многу за гостувањето, за можноста повторно да разговараме во живо и секако од десен ве чекаме повторно во Фактор здравје. Благодарам и вам. Благодарам и секое добро. Асистент доктор Наташа Толеска-Димитровска, специјалист по торакална хирургија, беше денешна ваша и моја гостинка во Фактор здравје. За повеќе информации ве упатувам во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија, дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје за дополнителни информации и прегледи. Пријатно и секое добро.